Еден од администраторите на јавна соба синоќа сам се пријавил во полиција, дознава Алфа од извори од истрагата. После полноќ администраторот на групата решил да сподели информации со инспекторите околу тоа кога е формирана групата и како се развивала. Полицијата трага по уште еден администратор и двајца модератори, истакна денеска министерот за внатрешни работи Наке Чулев. Во групата на Телеграм, каде се шири детска порнографија, полицијата утврдила дека членуваат 8000 луѓе, а споделени се околу 800 видеоклипови и фотографии. Испратено е барање до Телеграм, чија седиште е во Обединетото кралство, во Велика Британија, при што побарано е да не информираат за телефонските броеви и да ги се идентификуваат. Има двајца администратори и двајца модератори, а истовремено ќе се бараат информации, податоци за сите оние учесници во јавна соба кои што го прекршиле законот, односно членот 193А, кој што се работи за производство и дистрибуција на детска порнографија. Посебни насоки биле дадени на службите за постапување со жртвите чии фотографии и видеа биле злоупотребени во оваа група. Засега има само 2 пријавени случаи, од кои во едниот веќе било утврдено дека се работи за злоупотреба на лични податоци, кажа министерот Чулев, додавајќи дека на разговор во врска со овој случај ќе бидат повикани само оние кои споделувале видеа и фотографии, не сите кои членувале во групата. Тој уверува дека МВР ја следи состојбата и внимава на можно појавување на групата со друго име и на друга мрежа. Во меѓувреме, дел од медиумите почнаа да лицитираат со имиња за евентуални модератори или наводни администратори во групата, водејќи се по наводни препознавања од фотографии на лица кои биле дел од јавната соба на Телеграм. Јавна соба постои подолго време, а во јавноста за истата се дозна откако неколку средношколци чии фотографии завршиле таму, проговориле за истата. Алармот го активираше професорка од Скопско средно училиште, а јавноста и невладините реагираа жестоко. Згрозени се од содржината и коментарите кои се појавија во оваа група.